Почитувани, добре дојдовте во подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам.мк. Јас сум Жанета Здравковска, а денес разговараме со Иванчо Тошевски, директор на Националниот парк Пелистер. Иванчо, добар ден. Добар ден. После подолго време, Националниот парк Пелистер за прв човек добива човек од фелата. Можам слободно да се изразам. Ти не си шумарски инженер, меѓутоа си планинар, кој што и претходно слободното време во голема мера го поминуваше на Пелистер, планина Рејки. Така да со ова сакам да напоменам дека не требаше да седнеш на директорското место па да се соочиш и да ги запознаеш со стојбите на планината. Ти си дел и од групата планинари кои што ја започна акцијата први на први, односно кои што го дочекуваат првото изгрејсонце во новата година токму на Пелистер, голем влюбеник во планината. Ке ми извиниш, нема да ти персирам, затоа што долго време се познаваме и соработуваме. Точно така. И претходно како советник во Советот на општина Битола и сега како директор на Националниот парк. Иванчо, дали како директор со поинакви очи го гледаш Пелистер во споредба со оној фокус што го имаше додека беше претходно планинар и сега си се уште активен планинар, меѓутоа дали се измести фокусот? Беше ли тогаш покритички настроен, а сега со помек став? Многу работи, морам да признам, се навистина променети, сепак од една друга позиција. Позицијата на директор ти дава за право, но и обврска да ги гледаш работиви проблемите со кои што се соочува Националниот парк од една друга позиција. Меѓутоа, љубовта кон планината, кон Пелистер, кон пошироката околина која што вака да речам ајде цел под Пелистерски регион, значи целата љубов моја, значи воопшто не е променета, напротив, од една страна навистина проблемите се огромни, меѓутоа од друга страна пак и предизвикот да се направи нешто со сите тие проблеми наследени, акумулирани повеќе од 15 на 20 години наназад, сепак пак е еден одличен мотив за мене, навистина понекогаш дури да се направи, да се најде добро решение таму дури каде што многумина сметаат дека е невозможно да се изнајде решение. Така, твоето назначување за прв човек на Националниот парк, можам да речам дека народски кажано беше едно огнено крштевање, затоа што само што седна на директорската фотелја се случи еден проблем голем со Моликовата шума, кога после оние временски неприлики што ги имавме на силен ветер и на обилни врнежи од снег, и тоа влажен, тежок снег, бе искршен и голем број на моликови стебла. И ти токму неколку дена пред тоа беше назначен за директор. Околу причините и мерките кои ги презема Националниот парк за справување со ситуацијата ќе позборуваме подоцна во подкастот. Меѓутоа, она што сакам да те прашам сега е дали постои опасност, ризик за останатата Моликова шума од некое вакво сценарио, доколку ни се повторат слични временски непогоди? Огнено крштевање навистина имав само неколку дена после седнувањето на таа функција, превземањето на таа функција, меѓутоа огнено крштевање немав само на тема Стара Моликова шума, туку имав огнено крштевање по повеќе точки. И едноставно мора да свати јавноста дека ајде во наводници благодарение на негрижата по повеќе основи, значи на моите претходници, сега сме во ситуација да имаме еден куп акумулирани проблеми и сме во ситуација каде што едноставно немаш за право да ги наредиш работите по некој приоритет. Едноставно сме во ситуација каде што се е приоритетно и се мора едноставно да се решава на начин на кој што умееме и знаеме. Точно така, на само 2 или 3 дена после моето назначување се случија тие ветроизвали и снеголоми. Меѓутоа тоа беше Јас би нарекол последно помена од природата, за свати јавноста што е она што ни се случува со Старата Моликова шума. И на некој начин тоа беше показател, баш реален показател за негрижата во еден изминат период. Така да ако се редовно се спроведувале одгледувачките мерки, така како што едноставно налага законот за шумите, така како што биле препораките и од инспекторатот, значи јас верувам дека ние сигурно немаше да
да застанеме на патот на природата, на тие процеси кои што се одвиваат во природата, на тие циклуси кои што сте многу временски поголеми од еден човечки живот, меѓутоа повеќе од сигурно дека немаше да имаме ваква состојба во старата Моликова шума како што имаме сега. Кои се тие одгледувачки мерки, што всушност не се преземало, а требало да се преземе? Видете, последниот научен симпозиум се случил во Битола на тема Молика во 1969 година. И заради начинот на кој што екзистира моликовото дрво во природата, кое што очигледно тука е погодна на Баба планина во рамки на Националниот парк Пелистер, уште тогаш безмалку сите научници го предвиделе овој процес на развој на моликовата шума и предвиделе дека баш од прилика баш во за едно 40 на 50 на години од тој момент наому баш ќе ни се случува тоа што ни се случува сега. Зошто никој не превземал мерки, тоа е прашање кој што треба да го истражат други органи. Сега, кои се мерките кои што треба да се превземат? Нормално, сите физиолошки дрва кои што ќе достигнат физиолошка зрелост и кои што за кои што проценката на експертите ќе биде дека се заболени до таа мера или сушени да повеќе штетат на природата отколку што допринесуваат, нормално дека тие треба да бидат отстранети од шумата за да се даде шанса повторно да имаме нов подмладок на молика. Она што е специфика и карактеристика на моликата е затоа што станува збор за пионерски вид, станува збор за дрвен вид кој што освојува голини. Значи, моликата е светлолюбив вид и еве и денес тоа можете многу лесно да го видите. Ова што го зборувам дека е така, значи буквално на самата скијачка стажа што имаме, посебно на горниот дел на потегот од 1600 до 1700-1800 метри надморска висина, значи во горниот дел на стазата Копанки, буквално таму ќе видите на природна плантажа, би ја нарекол природен посев на молика, каде што на вистина моликата еве на гола површина има подмладок. Додека ако се движите баш низ овој појас од помеѓу 1100 до 1500 1600 метри надморска висина на каде што имаме најстарата моликова шума, ќе видите дека скоро подмладок на молика не можете да видите затоа што внатре во сенките на моликата, во сенките кои што ги создава папратот кој што многу брзо напредува, значи ќе видите дека подмладок скоро и да не можете да видите. Меѓутоа, од друга страна пак ќе видите подмладок на сенкоподносливи видови на дрва, како што е елата, како што е буката. Посебно елата е интересна, затоа што секој празен простор, каде што нема светло, каде што не може моликата, значи ја гледате дека ние имаме буквално сукцесивни процеси, значи полека моликата како доминантен вид се заменува со полека е заменувана од страна на елата и на буката. Сите тие мерки кои што ги превземаме во моментот и ќе ги превземаме во иднина мора да бидат врз основа на научни студии и документи, значи сработени како стратешки документи, значи плански документи од страна на експерти. И буквално така и постапуваме. И на вистина треба да знае јавноста дека тој процес воопшто не е така лесен, затоа што зборуваме за интервенција во планина која што има национален парк, кој што има алпски карактеристики, така да тоа подразбира и сеча со анимали, тоа подразбира интервенција на стрмни, непристапни терени, каде што буквално е на вистина една мачна, една сизифовска работа. Меѓутоа, по друга страна, добро е што еве полека формираме една екипа во рамки на Националниот парк на луѓе кои што потекнуваат од подпелистеријата, буквално кои што тука се родиле, тука еве пораснале, израснале, се изградиле како личности и тоа се луѓе кои што на вистина ја носат истата таа љубов како и што јас имам кон планината. Кога имате на таква екипа, на вистина е полесно е да се функционира. Значи, многу добро и точно и прецизно се разбираме зошто тоа го правиме, зошто сме некогаш желни да останеме и по 12 и по 16 сати на работа, зошто сме желни да останеме и сабота и недела доколку временските услови тоа го дозволуваат. Така да верувајте, тоа е тие две работи се пресудни. Прво, да се подпираме исклучиво на научната фела, значи, на она што го
на предлозите на научната фела и нормално сите тие мерки да се работат исклучиво со луѓе кои што навистина сакаат природата, навистина го сакаат националниот парк и потекнуваат од тоа под Пелистери и точно ги знаат и терените и начинот како да се пристапи до тие терени и како сето тоа да се заврши, навистина да биде една прекрасно завршена работа во интерес на природата и на националниот парк Кога Пелистер. сте со мерките за расчистување на паднатите и Па согласно, како што кажав, од 1969, значи после тој научен собир, за прв пат еве како дојдов директор, организиравме два научни собири, едниот беше со домашната експертска, со домашните експерти, а додека на вториот научен собир кој што излезе како резултат на тој прв научен собир со домашните експерти, имавме и меѓународни експерти, впрочем тие експерти доаѓаа всушност од Балканскиот полуостров, значи буквално од Австрија до Република Грција. Значи од бившите Ю републики, па имав, тука од Балканот имавме, и мислам и од Романија, така да Што кажаа ти? Да бидеме искрени, значи овие процеси на веќе, ајде да речам, старење на шумите, значи буквално ги има низ цела Европа. Само што е разликата? Разликата е што одгледувачките мерки таму се применуваат, значи надвор од Македонија, навистина малку посериозен пристап имале во минатово, за разлика од Националниот парк Пелистер. Таму имат па еден друг проблем каде што дрвните видови, конкретно да речеме за Австрија, она што ни беше пренесено од присутните научници, конкретно во Австрија, например, ти имат проблем со дрвните видови кои што ги имаат таму, затоа што тој тип на дрвни видови бараат поголема влага, сега знаете веќе влегуваме на се повеќе сушни периоди и таму имат посушање на тие дрвни видови кои што ги имаат таму. Меѓутоа таму веќе сериозно навлегле во некој процес на замена на шумите, така да тие научници сега се во потрага по заменски видови, дрвни видови, така да заинтересирани се за дрвни видови кои што сега ги имаме на Балканот и влезени се реков еден процес на замена на шумата, затоа што се убедени дека за 30 години од сега климатските услови кои што ги имаме тука на Балканот ќе ги имаме буквално во тој дел на Средна Европа. Ме разбирате? И тие веќе долгорочно размислуваат и планираат да полека вршат замена, еден процес на замена. Кај нас не доаѓа тоа во предвид, мора да Сакам со ова го кажав чисто во насока да сватат граѓаните дека проблемот со моликата, проблемот, ајде ако можам да го наречам проблем со моликата е и сите тие активности кои што ги превземаме, значи еден ongoing проект, значи тоа е нешто кое што треба да се даде една добра насока, да се заземат ставови, базирани пак врз основа на предлози од научниците, значи на експертската фела, да се заземат ставови, јасни смерници, едноставно, независно утре кој други ден, кој ќе биде директор, кој ќе биде кој каде ќе биде на раководна позиција, значи тој патокас треба да биде јасна смерница во која насока треба да течат одгледувачките смерници. Сега мерките ги спроведувате. Што значи тоа извлекување на паднатите стебла од шумата, колку се извлечени? Па вака, со тие ветроизвали отприлика беа погодени, зборуваме за крајот на месец ноември 2024. Со тие ветроизвали снеголоми беа погодени отприлика некаде околу 200 хектари, околу 8 оддели од шумата на моликата во рамки Националниот парк Пелистер. Најнапред пристапивме кон расчистување на патеките, значи некаде околу 1000 стебла беа излечени од патеките. Станува збор за стари, сушени, значи моликови стебла кои што навистина немаат никаква економска вредност, тој процес е многу скап и не е така лесно да се пристапи. Видете, значи полека мојата визија е да полека паркот оди кон строго одржливи мерки на развој и ќе мора да го најдеме тој совршен баланс помеѓу одржување на природата и развој на туризмот, али за тоа верувам дека подоцна малку ќе зборуваме повеќе. Цел тој процес на одржување на природата е навистина многу скап. Меѓутоа има како, доколку
се има разбирање и, како што кажав, се заземат јасни сперници. Значи, реков 8 оддели на површина од околу 200 хектари беа најмногу погодени, меѓутоа, понатаму, извидувајќи го теренот со шумарските инженери кои што ги имаме во рамки националниот парк и инспекторатот, значи, и после консултациите со експертската јавност, значи со експертите кои што навистина ги имаме во државата, јас сум им благодарен за досегашната поддршка, навистина е голема и таа поддршка е про боно до овој момент и верувајте, значи станува збор за луѓе кои што се навистина заљубеници. И меѓутоа тие примарни одгледувачки мерки ги насочивме во 4 оддели кои што беа најпогодени на површина околу 100 хектари. Од прилика рачунајте. Сега што на што таму го забележавме, значи тоа што и го очекува експертиза, значи сакам да кажам не е ништо до толку многу страшно, меѓутоа моравме да започнеме со овие одгледувачки мерки, моравме да побараме дополнителна поддршка од страна на Шумарскиот факултет, каде што беа направени навистини извидувања и од терен и со дронови извидувања за да се дојдеме до попрецизни податоци за состојбите со моликовата шума. Сега тие извидувања што ги направивме се на површина од околу 450 хектари, таму каде што е најстарата моликова шума. Има ли националниот парк пари собствени за сите овие мерки да ги спроведи на дело или пак е потребно помош од државата? Видете, јас направив се во изминат период во оваа една година, да го запалам алармот и да добиеме поддршка од надлежните институции. До овој момент имаме одличен тек на работите. Може би пак ја речем за некој тоа делува споро, меѓутоа зборуваме за заштита на природа. Тука не смееме да експериментираме и затоа одиме внимателно и затоа значи се што работиме во делот на одгледување на моликата работиме исклучиво со вработени внатре во националниот парк. И така и тој пристап кон институциите, значи е максимално внимателен, дискутираме. Ако треба ќе одржиме и 2 или 3 или 4 состаноци повеќе за да бидиме сигурни дека можеби нешто сме пропуштили, значи за да бидеме сигурни дека ништо не сме пропуштили, дека се сме зеле во обзир пред да донесеме одлуки. Веќе првата поддршка ја добивме, значи и финансиска од владата за да справување со проблемите. Не само во делот на моликата, како што кажав, има огледно крштавање по повеќе точки, по повеќе основи. Значи не достига и пари. Па, да, повеќе од сигурно. Меѓутоа, навистина добивме и финансиска поддршка владата за да надминеме дел од проблемите, што е навистина чудно за националниот парк Пелеси, значи никогаш претходно не се сеќавам да имал директна финансиска поддршка и веќе дискутираме за аплицирање до Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство за програмата Рурален развој, од каде што ќе се финансира значи студија понатаму за одгледување на моликата, студија за дефинирање, значи до дефинирање на сите состојби што ги имаме во делот на заштита. И понатаму, пак како што кажав, ќе има интервенции, меѓутоа ќе бидат, како да кажам, навистина предпазливо, внимателно, значи не смееме да брзаме. Значи не смееме да брзаме затоа што резултатите од ова што сега го правиме ќе се видат после 10, 15, 20 години, па оние фул резултати може после 30 години, меѓутоа важно веќе да не го потискаме прашањето, затоа што беше потиснувано години наназад и затоа ни се случи тоа што ни се случи. Ги чувствуваме алпските карактеристики. Да. Сончевото време е студено. Точно е дека во едноминато време парковите исклучиво живееле од комерцијална сеча. Меѓутоа сега спроведувајќи нови пракси и практики, значи како што и кажав претходно во овој подкаст, значи ќе мора да направиме една транзиција и целосна трансформација, значи кон одржливи мерки значи на користење на природните ресурси и полека, значи и со сертификацијата на шумата која што планираме да ја имаме во Националниот парк Пелиста, значи буквално целосно да прекини, значи да прекинат комерцијалната сеча, значи исклучиво да се оди на одржливост и конзервација, значи.
Меѓутоа, целото одгледување и одржување на шумата, значи, подразбира и сеќа, тоест отстранување на се она што е, значи, заболено, суво или дрва кои што се извалени. Начинот и процесот, цел тој процес, значи, како што кажав, мора да е со поддршка на експертите, мора да е со претходно извидување на терен на шумските инженери и со поддршка на јавноста. И со поддршка на, да, меѓутоа претходно само да спомнам дека сите тие мерки кои што се спроведуваат, исклучиво се спроведуваат согласно решенијата на шумарскиот инспекторат. Значи, во секое решение што ќе ти биде издадено за да постапиш, за да решиш некој проблем, исклучиво се држиме до она што го предвидува надлежниот шумарски инспектор. Значи, не можете ниту во делот на пролонгирање на роковите да експериментирате, ниту во било кој друг дел. Наведено е јасно што треба да се стори. И тој го прави. Дали коментарите на интернет, на социјалните мрежи можат да ги уназадат одредени процеси, да откажат одредени институции кои што сакат да учествуваат, да дадат помош за планината? Да, во секој случај и мене ми е криво кога навистина луѓе еве кажав дека до сегашната во цела измината година буквално секој присуство на експертите на Пелистер е про боно. Значи, доаѓаат луѓето, помагаат, станува збор за искусни професори од Шумарски факултет, докажани во својата област. Воопшто никогаш не сме разговарали колку сето тоа ќе го кошта Националниот парк Пелистер, значи тука се да помогнат и навистина и мене ми е криво кога ќе видам одредени критики. Навистина не е во ред. Јас сум свесен дека поради тоа што поради нефункционирањето на детското одморалиште, поради нефункционирањето на некои други сместувачки капацитети на Пелистер, навистина нас ни се направи еден генерацијски гап. Од 20 на години, можеби повеќе, каде што битолчани се помалку и помалку се присутни на Пелистер, посебно помладите генерации. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не треба да се едуцираме. Заради тие причини отпочнавме со една поголема еколошка едукација на помладите и во текот на ова измината година повеќе од 700 ученици, најчесто од училишна возраст, значи поминани низ некоја базична еколошка едукација. Во текот на наредната година, која што следи не само базична еколошка едукација, него планираме да имаме и базична едукација за движење на планина. Значи, замислете, ние живееме во земја која што 85% од територијата е планински регион, а ние немаме, никој до сега не размислувал да направи базична едукација на населението како да се движи низ планина. Ме разбирате, значи точно што сакам да ви кажам. Што не е случај во многу други земји. Ние сме во топ 10 земји во светот според процентот на планински регион кој што ги имаме. Што значи тоа? Значи да знаат што да облечат, да знаат како се носат, прво нормално, да знаеш како да се ориентираш, да знаеш како да пружиш прва помош, да знаеш како да одбериш патека за движење согласно твоите перформанси во моментот што ги имаш, да знаеш да отвориш, да предвидиш временска прогноза. Значи сите тие и нормално движејќи се да не наштетиш на природата. Ако интересно е што најчесто за шумата и за природата коментираат луѓе кои што прашање дали се качиле некогаш на планини, значи експерт не се станува од пред компјутери од позади тастатура. Експерт се станува со движење на терен, зборам со соодветна едукација, движење на терен и нормално. Дајте да видиме кои се делата позади нас. Мора да кажеме дека имаме слаба инфраструктурна поврзаност, тоа не е во надлежност на Националниот парк, меѓутоа ве засега како национален парк имаме еден пат оставен од времето на Тито, да речам, кој што не бил реконструиран и преасфалтиран, откако е направен со исклучок на некои делници врз кој што бил ставен асфалт, низ кој што пат многу тешко можат да се разминат автомобили, не пак автобуси, посебно во зимски услови.
и во исто време значи имаме и предлози, еве изработка на физибилити студија за гондола на Пелистер, па во студијата за развој на летниот и на зимски туризам на Пелистер се предлага реконструкција на патот од Ротино за Голема ливада. Многу оптимистички да се надеваме дека сите овие проекти заедно би ги добиле, меѓутоа што е она што најдобро би било за Пелистер? Јас знам дека вие не се залагате за масовен туризам, туку повеќе за авантуристички, меѓутоа кој инфраструктурен проект е најсоодветен? Вака, кога зборуваме за развој на туризмот, значи прво треба да ги разграничиме некои работи. Значи најнапред дајте да видиме што е она што налага една национална стратегија за развој за туризмот, после да видиме да се спуштиме на регионално ниво, затоа што еве кога зборуваме ние за развој на туризам во Национален парк Пелистер, ние мора да размислуваме регионално. Дајте да видиме што нуди Преспа, дајте да видиме што нуди општина Демирхисар, општина Могила, општина Новаци, значи мора регионално да размислуваме. И сега после тоа веќе доаѓаме и на микрониво, дајте да видиме во тој план за развој на туризмот, дајте да видиме сега пак кои се обврските на кои што треба да ги превземе општина Битола и Националниот парк. Сега тука морам да ја пофалам општина Битола, што за прв пат после не знам, јас не се сеќам кога последно била изготвена една стратегија за развој на туризмот. Меѓутоа, како што кажавте претходно, вие рековте јас се залагам за развој на екоактивен, да, и лично како екоактивен туризам. Меѓутоа, еве вака, за да појаснам пред гледачите, значи не станува збор за желба на Иванчо Тошевски или не станува збор за желба на поединци, кога зборуваме за тој тип на туризам. Едноставно треба да ги следиме светските трендови и ја стално велам дека ако ние сме го пропуштили тој период на градење на модерни ски центри, па сега имаме климатски промени, па и тие модерни ски центри се соочуваат со друг тип на предизвици. Очигледно дека климатските промени одат со многу позабрзан процес од она што првично се предвидуваше, така да тоа менува целата таа слика од едно минато време, да речеме од 70-тите, 80-тите години. Сега што говорат бројките во денешно време, значи глобалниот пазар значи на екоактивен туризам, значи во 2023 тежел 210,4 милиарди долари. И сите предвидувања се дека буквално ќе има една експлозија и до 2035 година ќе порасне на 829,8 милиарди долари на светско ниво. Што е она што е уште поинтересно кај екоактивниот туризам? Кај екоактивниот туризам е уште поинтересно што повеќе од 2/3 туристот кој што е љубител, е корисник на таков тип на услуги, екоактивен туризам, повеќе од 2/3 од вкупниот личен буџет кој што планирал да го потроши, го остава во местото каде што во регионот, ајде да бидам попрецизен, во регионот каде што ќе го помини тој одмор, тие денове за наменети за активност. И она што е пак уште поинтересно е тоа што просечно, значи по ден тој троши околу 350 евра. Сега зборам за европско ниво. Ме разбирате? А сега ако сакате да ви посочам, еве и на јавноста да им биде појасно, еве на само 20 минути од Битола и 30 километри, еве може денес сме сведоци какви се последици врви Преспа од тој масовен туризам во едно минато време. Навистина езерото се повлекува, навистина станува збор за некои природни процеси, природни циклуси. Меѓутоа, факт е дека добар дел од таа природа таму е уништена од тој масовен туризам. Значи, Пелистер навистина нуди еден огромен потенцијал. Меѓутоа, ако еве гледаме кои се светските трендови, така, значи зошто повторно би останале ние во еден вакуум простор. Исто како и кај шумарството, така и во туризмот. Значи не треба да брзаме. И јас стално ќе речам нема лош предлог за Пелистер. Само треба да ги дефинираме приоритетите и фазите на развој. И нема брзање. Еве па друг пример еве во близина на Битола би го извел позитивен. Еве го примерот со Крушево. Таму повеќе од 10 години се работеше на развој на тој екоактивен туризам, сега имаме сосема поинаква слика. Меѓутоа тоа е процес, значи процес кој што подразбира соодветна инфраструктура, процес кој што подразбира едукација на населението, како треба
како на кој начин сите треба да партиципираме и секој да си го најди својот дел во таа приказна на екоактивен И туризам. последното прашање. Еве разговаравме за туризмот, повторно ќе ја споменам онаа студија за развој на зимскиот и летен туризам на Пелистер, изработена од академски професори во соработка со Националниот парк. Точно. И по нарачка на општина Битола, која што покажа дека најдобра година по број на туристи била 2018 пред ковидот, Да. кога имавме околу 35.000 туристи на Пелистер, а после ковидот некаде бројката стигнува околу 23.000. И во однос на овој екотуризам за кој што се залагаш, кои се најинтересните места кои што странците ги сакаат кога ќе дојдат на Пелистер, и не мора странци, еве и туристи од Македонија. Што е она што им е во фокусот? Што бараат да видат? Прво, самата местоположба на Пелистер, самата местоположба на Баба планина, и самиот тој релјеф на Националниот парк Пелистер е многу интересен затоа што во релативно кратко време можеш да посетиш многу убавини. Дали ќе одберите ако веќе зборуваме за планинарење, дали ќе одберите патеката по Камењарот, па ќе ги помините трите највисоки врва на Баба планина во Националниот парк Пелистер. Па ќе бидете сведоци цело време на гледки и на Преспанското езеро, и на Пелагонија, и на голем број врвови околу Националниот парк Пелистер, околу Баба планина. Ако сте посетител во зима на највисокиот врв на Пелистер, значи кога видливоста е многу поголема, значи тука гледките допираат се до Рила и Пирин во Бугарија, па дури и Олим во Грција се гледа. Така да на кој место да се најдиш на Пелистер навистина си има посебна приказна и посебно уживање, а меѓутоа како едно од најатрактивните локации сепак би го издвоил Големо езеро. Верувам и за мене, меѓутоа верувам и за други битолчани, верувам и за голем број планинари и љубители на природата и во Македонија и надвор од Македонија. Сепак станува збор за едно посебно место со кое што не може ниту еден друг национален парк да се пофали во регионот. Моменти можеби си бил и сведок, запросување, некои други такви семејни моменти, емотивни. Па да, еве и на тој настан кој што го организирам јас во соработка со мои пријатели планинари, значи љубители на природата, еве на први сме имале таков тип на запресување баш на 1 јануар на самото изгресунце. Сме имале такви емотивни моменти, еве да ги и на Големо езеро, така да верувајте, Пелистер е посебна приказна за себе и токму во представување на тие убавини, следејќи ги овие трендови кои што пред малку ги зборав за екоактивниот туризам. А од друга страна пак ако имаме во предвид дека таа сега Z генерација е надоаѓачка и таа сега која што да речем наредниве неколку години ќе сака токму ваков тип на екоактивен туризам. Ние веќе како национален парк започнавме да ги правиме тие први адаптации, тие насоки од таа научна студија за развој на туризмот, значи изработена по нарачка на општина Битола, така да во моментов значи целосно го завршивме значи таа визија за ребрендирање на Националниот парк Пелистер, за нова веб страница каде што ќе користиме платформи од Outdoor Active, каде што ќе имаме целосен систем на планински патеки, каде што ќе можат тука да се презентираат сите локални производители на храна, сите локални угостители, каде што ќе можат посетителите на Националниот парк да добијат услуги од лиценцираните планинарски водичи, каде што ќе ги имам исто така сите сместувања и исто така и тоа ќе биде еден ongoing проект кој што ќе се надоградува, па и на таа страница значи ќе имаме 360 viewpointi од неколку поатрактивни локации, така да полека, но сигурно како што кажа, веќе заземаме една нова смерница во насока на развој на туризмот, меѓутоа пак ќе кажам, преку ноќ ништо не бива, треба сите макотрпно заеднички да работиме и исто така треба да сме свесни дека имаме едно прекрасно богатство и секогаш ќе мора да бидеме максимално внимателни и предпазливи и да го држиме тој совршен баланс помеѓу заштита на природата и развој на туризмот од друга страна. Затоа што не сакам во иднина, мислам дека не би било добро и ние да бидеме примери
негативен пример за тоа како во потрага по зголемени приходи сме уништиле природата. Верувајте, се можеме да правиме, само едно не смееме да правиме, да отвориме буквално војна против природата. Отвараме војна против самите себе и не треба да заборавиме дека сепак и се уште и денес, значи главниот дотурач на свеж воздух и на вода доаѓа токму од Баба планина, Националниот парк Перистер. Така да мора да бидеме максимално внимателни и предпазливи, дури во секојдневието кога се движиме. Значи, треба да сме свесни дека тоа е наш дом, дека тоа е нашиот дом, тоа е нашата можеве поширока средина на живење, меѓутоа треба да сме свесни дека кога и едно најмало ливче ќе ни падне, значи исто кога сме го фрлиле во сопствената дневна соба или спална соба и така натаму. Иванчо, ти благодарам. Јас тука би го завршила подкастот со напоменување на тоа дека разговаравме за Пелистер, ги наполнивме белите дробови со кислород. Ова е ден благодет на природата во текот на цела година, а посебно во овие студени периоди, кога градот се гуши во чад, во пием честички, во штетни оксиди, човек да дојде овдека и да се надише чист воздух. И би се одјавиле со наша желба дека ќе заштитиме моликовата шума и дека таа ќе ни остане натаму не само 186 години колку што се навршуваат откако Гризебах откри дека моликата постои на Пелистер, туку уште 1860 и повеќе години да имаме оваа шума, да уживаме во неа и што почесто да го посетуваме Пелистер, меѓутоа и да бидеме внимателни, еколошки расположени кон него, затоа што битолчани сметаат дека кој често доаѓа на Пелистер и долго живее и дека тој е еликсир и на младоста, на здравиот и долг живот.